Втордневник на К3. Добар ден. Скопјани и Кумановци утрово дишат најзагаден воздух, покажуваат податоците од мерните станици на Министерството за животна средина. 120.000 жители на Куманово повторно жртви на загадениот воздух во градот. Изминатата ноќ се измерени 265 PM10 честички, со што Куманово и Скопје се едни од најзагадените градови. Иако проблемот со аерозагадувањето не е од вчера, локалната власт покажува незаинтересираност и неспособност да го реши проблемот. Во повеќе наврати обвинија од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Изминатиот месец, кога загадувањето на амбиенталниот воздух достигна рекордни 600 PM10 честички, Советот на општина Куманово одржа вонредна седница на која беа донесени неколку заклучоци. И тоа да се изработи катастар на загадувачи во општината и да се побара од Министерството за заштита на животна средина да постави уште една мерна станица во градот. Граѓаните на Куманово од почетокот на интензивното загадување бараат итна реакција на надлежните институции. Па загадено, што не е загаден сега. Нон-стоп се пуца, нон-стоп се пали едно друго и нормално е загадено. А во центарот поради грејење таква е сезона и возила е така. Што треба да се преземат надлежните еве да се намали загадувањето? Па тоа е стручно башење на кој што треба да се даде стручен одговор. Јас живеам на село. Куде мене тамо нема нечист воздух. А овде? Овде може да има, ето вие возила може да затвори. Да, загадено е, што да кажем. Мора се да се грее. Мислите само од дрва, од собраќајот? Па може да и од собрањајот. Секаде па и кај нас. Од што мислите дека најмногу? Па јас мислам дека пак многу се вози. Секој возило е за 5 особи, а се по еден вози. 99% еден е ова. Па за мене као место пешак со возил, али загадува. И уште се ложи дрва, јагне, кој што има така. Лекарите велат дека загадувањето негативно влијае врз дишењето, но и врз кардиоваскуларниот систем, предизвикува алергиски реакции, проблеми кај бремените жени, хронично болните и децата. Најголем дел од загадувачите според наше мислење и според мерењата што ги имаме во нашиот град, кои се вршат на мерната станица која спомнав, се резултат според наши согледувања од зголемениот сообраќај во нашиот град, значи од моторните возила. Тука секако и климатските состојби допринесуваат на тоа, место положбата на мерната станица и поминувањето на главните сообраќајници тука покрај неа. Надлежните пред извесен период ветија доколку продолжи загадувањето ќе поднесат иницијатива за превземање сет мерки, како што се користење на јавен превоз, можност затворање на одредени улици за сообраќај во централното градско подрачје, воведување на парни пар во сообраќајот, но барем засега нема ништо од тоа. Благото затоплување на времето и врнежите од дожд ќе придонесат затопење на снегот. Дали тоа ќе значи покачување на водотеците и опасност од поплавите? Како последица на топењето на снегот, предизвикано од порастот на температурите, се очекува покачување на водостојот на сите водотеци. Хидроакумулациите Липково и Глашња, од кои жителите на Кумановскиот и Липковскиот регион се снабдуваат со вода, во моментов со топењето на снегот се стабилни и имаат простор да акумулираат дополнителен прилив на вода, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Поради топењето на снежната покривка во низинските делови на Липково, која достигнала од 25 до 50 сантиметри снег, се следи водостојот на реката Липковка, информираат надлежните. Очекуваме со топењето на снегот нагло прилив на вода, изголемување количества на вода. Хидроакумулациите имаат можност за прифат на таа вода и секогаш кога ќе имаме вакви работи, водостопанство тоа знае,
кога ќе имаме нагол прилив на вода, се отвораат горните прстени и низ прстените протекува вишокот на количество на вода. Тоа дополнително може да влие над реката Липковка и во Липковскиот регион, а и во Кумановскиот дел, затоа што таа заедно со Којнарка ја прави Кумановка. Така да не очекувам дека нешто ќе се случи со браните, затоа што тие се контролираат од страна на водостопанство. Поради топењето на снегот, во рамниците може да се состадат заезирени површини во Кумановско, соопштуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Браната Липково се наоѓа на 12 км од Куманово, а на 2 км од Липково. Акумулацијата се наоѓа на надморска височина од 478 метри и се полни од Липковска река, а минимален проток на Липковска река е 240 литри во секунда. Браната Глашња се наоѓа на 5 км над браната Липково, а акумулацијата Глашња ја полнат реките Гошинка и Кумановка со минимален просечен доток од 80 литри во секунда. Во Куманово е започната акција за заловување на кучиња скитници, информира секторот за инспекцијски надзор од општина Куманово. Граѓаните бараат трајно решавање на проблемот со кучињата, бидејќи представуваат опасност за нив, посебно за децата. Стручни екипи на ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков, кои се задолжени за спроведување на акцијата, ќе ги заловат кучињата и ќе ги сместат во прифатилиште кој ги исполнува стандардите. Кучињата се чуваат 30 дена, подлежат на третмани, а потоа се пуштаат на локација каде што се заловени. Граѓаните секојдневно информираат каде се лоцирани, се јавуваат телефонски, изјави комуналниот редар од секторот за инспекцијски надзор Гордан Таневски. Граѓаните сметаат дека кучињата скитници представуваат опасност, посебно за децата. Вела дека општината треба да обезбеди трајно решавање на проблемот, со тоа што освен што ќе ги заловат, да не ги враќаат повторно на местата каде ги заловиле. Треба да се смесат, треба да се најде некој ова што е парк Зеленило или ветеринарна станица, треба да најде некој домиште да ги смести. Така прават проблеми на мали деца, на жени, лајат, се пашат децата, а има полно по центар скитници кучиња. Треба стварно некој се изгрижи. Што знам, треба да се збринем некако, што знам. Ако има ветеринарна служба, да се збринем, да се види. И така е. Мислам дека општината треба да си поведе некоја сметка за да ги приберат. Дали еве на вас лично ви пречат и се опасност? Па, мислам дека за мене, јас повозрастен човек сум, за помали деца и за вако, мислам дека се опасност. Поготово кога се поголема група, значи, мислам дека се проблем. Бере кој вршите, ја не се плаша, али деца се плаша. Нека направев некој зграда тамо, нека ги соверев и нека ги ранев. Или да ги униште. Па они како зборат треба се чуват. Али прети опасност овој на луѓе, по ноќ. Нападал луѓе нападал. Ја мислам тие треба да се отстранат. Можело да се пуштат шинтери да ги земат, да ги домат кучињата или пак да се отворат простори во кои тие ќе спијат, бидејќи тие се животни, треба да си добијат нешто живот како што заслужуваат. А мене ме стран нека да улегну по 20 кучиња има. Има едно разрушено кукиче и туја се мував. Еве, само да отидете да видите што се дешава. Нема му спас. Едно време имаше тие фаќа сваги, утепуе сваги. Сега нема. За заловување на кучињата скитници општина Куманово одвои 800.000 денари во јули. Тендерот го доби ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков и ќе трае се до јули оваа година. Досега од јули заловени се 200 кучиња скитници. Огранокот на Левица од Куманово бара од локалната власт да го реши проблемот со кучињата скитници, затоа што како што велат во соопштението испратено до медиумите, состојбата станува алармантна. Тие барат општината согласно со законите и во консултација со организациите за заштита на правата на животните да изготви програма за ефикасно решавање на проблемот со бездомните животни. Сојузот на борци од Куманово традиционално и ова година во вторник 7 февруари со положување на свежо цвеќе ќе му одадат почит на козјачкиот херој Христијан Тодоровски Карпош. Регионалниот одбор на Сојузот на борци од Куманово и годинава традиционално ќе го одбележи денот на загинувањето на козјачкиот херој Христијан Тодоровски Карпош. Членовите на Сојузот ќе го посетат неговиот дом, каде со положување свежо цвеќе ќе му одадат почит на Карпош. Освен тоа, организираме и една делегација
која што ќе појде на самото место каде што е загинат Христијан Тодоровски Карпош, а тоа е во селото Билјача, во дворот на училиштето, каде што постои биста, и исто пред бистата ќе положиме свежо цвеќе, ќе одадеме почит и заслужена благодарност за херојот и ќе одржиме пригоден говор. Во вторник во чест на Карпош, освен членовите на Сојузот на борци, свежо цвеќе пред бистата ќе положат и представници од локалната самоуправа, но и членови на семејството на херојот. Христијан Тодоровски Карпош е роден на 3 септември 1921 година. Во 1945 е прогласен за народен херој, кој се истакнал како организатор на Народно-ослободителната антифашистичка војска на Македонија. Бил член на Козјачкиот партизански одред од 12 октомври 1941 година и член на партизанскиот штаб од Куманово. Откако одредот бил разбијан, преминувал во вториот јужноморавски одред и Кукавичкиот одред. На 26 јуни 1943 станал командант на Кумановскиот партизански одред, кој постепено се ширел и на 1 декември 1943 бил официјално преименуван во прв Кумановски батальон Јордан Николов Орце. Карпош својот живот го загубил во Прешевското село Билјача на 7 февруари 1944. Засилените контроли во угостителските објекти по однос на строгите мерки за пушење и на терасите каде што доскоро беше дозволено пушењето, предизвика подвоени мислења кај граѓаните и угостителите, но и кај пушачите и непушачите. Едни ги одобруваат, другите пак се сметаат за дискриминирани. Од почетокот на годинава до сега пазарните инспектори извршиле повеќе од 800 контроли за да утврдат дали се почитува законот за заштита од пушење. Најчесто се контролираат угостителските објекти кои во зимскиот период особено го кршат законот и каде се пуши на терасите кои се речиси затворени и претворени во своевиден дополнителен простор за угостување. Согласно закон, пушењето е забрането во сите угостителски објекти. За да запали цигара, пушачот треба да излезе пред објектот и да седне на тераса која е отворена од три страни. Засилените контроли ги револтираа пушачите кои се почувствуваат дискриминирано, додека оние кои не се зависници од никотин ги одоброволија инспекторите. Не да се укине уопште да не се пали цигари. Цигари треба да се забрани 100%. Како треба да тоа нема што да се пуши цигари тук по кафиќето. Ја не пушам, мене ме умета, знаеш кого ме умета, а камо ли па на друго, на свите исто така е. Законот предвидува глоба од 2000 до 4500 евра за правното лице кое го прекршува законот и казна од 500 до 1000 евра за одговорното лице во правното лице каде ќе се утврди пушење цигари. Законот предвидува и казни за прекршителите физички лица од 150 до 300 евра или 100 евра ако казната ја плати на лице место. Угостителите се со поделени мислења, но главно незадоволни. Велат трошоците за поставување такви тераси и нивно адаптирање сега се чини се само дополнителен трошок кој е напразно направен. Угостителите треба да си најдат соодветни простори одделени од пушачи и непушачи. И онда јас не видам разлика зашто да се забрани пушење да се во некој објект пуши. Терасите вложивме доста средства, ги опремивме, ги се отворивме со вентилации, со тие работи, сега тука исто не може да се пуши. Дел од анкетираните граѓани сметаат дека и прометот во угостителските објекти ќе се намали. Други пак, пренесувајќи лични искуства од западноевропските земји, дадоа и свои сугестии. Во некои други западни земји, еве сега скоро беше во Швајцарска, таму во секој ресторан има поделени места, каде што се пушачи и непушачи. Обично таму не се пуши во тие места каде што е ставена и отворена е кујна. Прометот е намален доста во голем број. Сега со овој закон не знам што би кажал, не може да се на некој ускрати право на уживање на една цигара. Веќено луѓето кога одат во кафана сака да се отпуштат, да има своја приватност и ако пуши, нека пуши. Деновиве на социјалните мрежи е актуелна темата за забрана на пушењето во угостителските објекти и на терасите, а контролите предизвикаа револт кај пушачите, кои иницираат онлайн петиција за стопирање на забраната за пушење и на тераси. Да ви кажам право, ние пушачите се чувствуваме како дискриминирани, зашто во ниеден објект нема место каде нема место за пушачи. Цигарата е индивидуално определување. Личен избор. И ако е личен избор, не видам зошто да се тоа забрани да не се употребува. Законот за пушење стапи на сила во октомври 2010 година. На самиот старт најдена низа реакции спротив ставени ставови, но со мали измени и корекции истиот важи и се спроведува до денес.
Пензионерите од Куманово, Крива Паланка и Ранковце пријавиле голем интерес за аплицирање за користење на услугите од проектите за бесплатен викенд и банско-климатска рекреација. Од 23 јануари досега во филијалата на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување Крива Паланка поднесени се вкупно 110 барања за користење на услугите од проектите за бесплатен викенд и бесплатна бањско-климатска рекреација. Заклучно со 31 јануари до нашите служби поднесени се вкупно 110 барања за користење бесплатна бања и викенд. Дневно се поднесуваат 10 до 15 барања, во кои заинтересираните пензионери потполнуваат која од услугите сакаат да ја користат, или викенд или бесплатна бањско-климатска рекреација, изјави Билјана Ивановска, раководител на филијалата на ПИОН Крива Паланка. Лани биле поднесени 151 барања, одобрени биле вкупно 61. Поднесувањето барања за услуги од двата проекти е заклучно со 20 февруари. До крајот на овој месец пензионерите со одобрени барања ќе добијат известување на домашна адреса, а од март ќе бидат распоредени за користење на услугите, тековно во повеќе смени или периоди, додаде Ивановска. Проектот за бесплатна бањско-климатска рекреација за пензионери започна во 2010 година и досега услугите од истиот во Катлановска бања ги искористиле 502 лица од Крива Паланка и Ранковце, додека проектот бесплатен викенд се реализира трета година и досега вкупно 68 пензионери од двете општини ја искористиле оваа услуга. Околу 300 барања за користење бесплатен викенд и бањско-климатска рекреација поднеле пензионерите од Куманово, Липково и Старо Нагоричане, соопштија надлежните од Кумановската подружница на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Раководителот на подружницата Мирослав Стојановски информира дека пензионерите поднеле 190 барања за користење бесплатна бањско-климатска рекреација, додека 110 пензионери поднеле барања за бесплатен викенд. Може да се констатира дека пензионерите пројавуваат голем интерес за користење на бесплатна бањско-климатска рекреација и за бесплатен викенд, изјави Стојановски. Лани додаде, вкупно 446 пензионери користеле бесплатна бањско-климатска рекреација и викенд. Инаку, кумановските пензионери се рекреираат во Катлановска бања, а викендите ги поминуваат во македонските туристички центри. Во рамки на овој проект за бањско-климатска рекреација, државата на пензионерите им обезбедува 6 полни пансиони, ноќевање со 3 оброка дневно, бањска терапија, задолжителен здравствен преглед и платени трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта. Со проектот за бесплатен туристички викенд на пензионерите им се обезбедени 2 полни пансиони, 2 ноќевања со 3 оброка дневно, односно пристигнување во петок попладне, а заминување недела попладне и автобуски превоз до хотелските објекти во македонските туристички центри. Целосна реализација на проектите и програмските содржини, опфатени во годишната програма на Министерството за култура, очекуваат надлежните од Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Центарот за култура Трајко Прокопиев оваа година се надеваат на уште поголема посетеност од граѓаните на сите манифестации кои се одржуваат во Центарот за култура и театарот, кои се дел од националната установа. Програмските содржини опфатени во програмата се разновидни, наменети за различни вкусови и генерации, сметаат надлежните и очекуваат уште поголема посетеност на манифестациите кои се реализираат во двете установи. Точно ја почнавме оваа сезона 2017 со веќе подготвена представа БГ женати, позната представа за кумановската публика и на почеток на сезоната се подпираме на веќе подготвените представи во театар. Тоа се БГ женати, жена од минатото, идиоти и слично. Инаку планираме и веќе почнавме со подготовките на првата представа што ни е планирана и финансирана од Министерството за култура. Тоа е представата Hi-Fi од Горан Стефановски, после подолго време имаме македонски текст, во режија на Јани Бојаджи. Значи, во тек е изборот на глумците, потоа организациониот дел, финансиската конструкција и мислам дека сме подготвени за првите проби за оваа представа. Изложби, концерти, издавачка дејност, литературна дејност, драмска, фолклорна, сите области што се опфатени преку матичните форми, се опфатени во програмата, така што и на она што е предвидено со годишната програма на Министерството, но и со нивни сопствени сили ќе ја направат богата сезоната, додаде Костовски. Ние сме релативно задоволни од бројката, можем точно да ви кажем 17.447 посетители само во театарот минатата година. Имавме 9 представи на репертоарот, така што не можеме да бидеме незадоволни. Имавме успешен фестивал Денови на комедијата. Ни служи како добра основа за она што планираме ова сезона да го завршиме. Покрај овој репертоар што го споменав, тука не се јубилејните 20 Денови на комедија.
се надеваме дека ќе го задржиме тој ритм и темпо од минатата сезона. Во изминатата 2016 година близу 50.000 гледачи ги проследиле програмските содржини во театарот и во Центарот за култура. Вкупно 104 представи се изведени во театарот на македонски и албански јазик, 90 на македонски и 24 на албански. Кумановскиот театар во сопствена продукција годинава ќе реализира 3 представи од која една комедија, која ќе биде презентирана пред публиката на годинешниве 20 поред јубилејни денови на комедија. Пред кумановци ќе бидат изведени 5 премиери. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев минатата година околу 35.000 посетители имало на концерти, литературни читања, промоции. Лани во установата биле реализирани 6 концерти, 28 изложби, 20 на литературни читања и голем број гостувања. Во петок на 3 февруари во Куманово на улица Ѓорче Петров, од станот на 28 годишниот ГЛ, непознат сторител влегол во станот кршејќи ја балконската врата, извршил пребарување и пронашол и одзел сума на пари од околу 900.000 денари и видеокамера Canon. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот, како и целосно расчистување на случајот. Во текот на минатата година, согласно Законот за слободен пристап до информации во општина Крива Паланка, има поднесено вкупно 44 барања. Вкупно 44 барања за информација од јавен карактер биле поднесени во 2016 до општина Крива Паланка. Најголем процент од нив се однесуваат за информации, акти, документи продуцирани со работата на општинската администрација, Советот на општината и градоначалникот. Се наведува во годишниот извештај за 2016 презентиран на 39-та седница на Советот на општина Крива Паланка. Има барања и за одредени акти со кои се има стекната општината во текот на вршење на работите од својата надлежност, и тоа 13 барања информации кои се однесуваат на човечки ресурси, 10 барања од областа на финансиите, општинскиот буџет и финансиските извештаи, едно барање информација од областа на комуналниот инспекцијски надзор во одделот за управување со отпад, 2 барања од областа на утврдување правен статус на бесправно изграден објект, едно за родова еднаквост и еднакви можности, 3 од областа на младински прашања, 4 за примена на закон за локална самоуправа, како и барања за имотно-правни работи, информации за соработка на општината со НВО секторот, областа на локален економски развој, издавање Б интегрирана еколошка дозвола и други. Сите 44 барања се за информации од јавен карактер согласно Закон за слободен пристап до информации и истите се позитивно одговорени. Барањата се конкретно одговорени, доставени во форма согласно желбите на барателите. Во Фукушима во Јапонија има рекордно ниво на радиација, поради што е прогласена вонредна состојба. Протести ширум Европа поради одлуката на Трамп, вести од светот. Вонредна состојба во Јапонија поради рекордното ниво на радиација, кое според стручњаците доаѓа од дупка од која истекува гориво во океанот. Се проценува дека степенот на радиација може да предизвика моментална смрт. Ова ниво на радиација е 7 пати поголемо од она измерено во 2012 година. 3 од 6 реактори се одсечени во хаварија од земјотрес и цунами во 2011 година. Сепак не може да се утврди дали тогаш дошло до протекување на гориво. Германската полиција успешно ја финализирала операцијата во која се уапсени 23 лица на возраст од 19 до 55 години, а од нив 22 биле албанци. Официјалните податоци говорат дека станува збор за албанска банда, која во соработка со германска наркогрупа го снабдувале наркопазарот со дрога од Албанија. Групата била следена долг период, а дрогата што ја набавувале во Албанија ја продавале во повеќе германски градови. Пред неколку дена била разбијана и втора албанска наркогрупа при што биле уапсени 15 нејзини членови, сите по потекло од Албанија.
Илјадници европјани огорчени од забраната на американскиот председател Доналд Трамп за влез во САД на мигранти од 7 доминантно муслимански земји демонстрираа во повеќе европски градови. Во Лондон се одржа најмасовниот протест, на кој се собра околу 10.000 лица, пренесуваа француските медиуми. Илјадници демонстранти маршираа од американската амбасада во Лондон до зградата на парламентот, барајќи од владата да ја повлече поканата до американскиот председател за посета на Велика Британија. Критичарите на британската премиерка Тереза Меј негодуваа уште од нејзината посета на Вашингтон, кога таа и ги потврди плановите за возврат на посета на Трамп на Обединетото кралство во текот на летото. Во Париз и Берлин на протестите излегоа по околу 1000 лица, додека помали собири беа одржани во неколку британски градови, вклучувајќи ги Манчестер и Бирминген, пренесуваат француските медиуми. Повеќе стотици демонстранти се собраа и во шведската престолнина Стокхолм, како и во Барселона. Саботната кошаркарска програма во салата Јасмин во Кавадарци се отвори во 14 часот со дуелот Пелистер Куманово. Ова е прва победа во првенството за вице-шампионот, додека во бибол над преварувањето Куманово покаже дека полека, но сигурно влегува во посакуваниот победнички ритам. Мечот Пелистер Куманово заврши со резултат 81-64. Кошаркарите на Куманово ја продолжија победничката серија. По триумфот против Карпо Соколи во бибел лигата, избраниците на Маријан Срабиновски славеа во домашното првенство против Пелистер. Во првата четвртина Кумановскиот состав успеал да ја реши во своја корист со 24-15, благодарејќи на подобрата игра во нападот. Во вториот период домаќинот прикажал нешто подобра игра и славил со 15-14. Во второто полувреме во третата четвртина одново Куманово се прикажува во вистинско светло и тој период го завршува со 24-17, со што практично беше решен победникот на овој напревар. Во последната четвртина Куманово ја реши во своја корист со 19-17 за вкупни и конечни 81-64. Во екипата на Куманово најефикасни беа Мијатовиќ и Караджовски со по 20 поени, додека Јаневски постигна 13, а Живановиќ 7 кошеви. Во домашниот тим на Пелистер најефикасен беше Давков со 12 коша. Агонијата во женскиот ракометен клуб Куманово и понатаму продолжува, без сериозни најави дека состојбата ќе се подобри. Како што велат челниците, клубот можеби ги брои последните денови од своето постоење, а ветувањата од финансиска помош од градоначалникот и од Сојузот на спортовите воопшто не се исполнети. Голема разочараност и гнев кај ракометарките, но и кај челниците на клубот поради незаинтересираноста на градоначалникот и Сојузот на спортовите кон екипата. Женскиот ракометен клуб Куманово во изминатиот период остваруваше одлични резултати во домашното првенство, го представуваше градот на меѓународен план и тоа со исклучително скромни финансиски средства. Раководните луѓе на клубот со голем напор ја одржува екипата во живот. Тимот на Куманово е составен исклучиво од домашни ракометарки и за многумина се смета за едно од најдобрите во историјата на женскиот ракомет во градот. И кога сите очекувавме дека овој тим во наредните години ќе му носи на градот нови успеси, се јавија финансиските проблеми кои покрај разноразни ветувања до ден денешен се уште не се реализирани. Кулминација на состојбите се случи после новогодишните празници, кога поголемиот дел од ракометарките повеќе не сакаа да тренираат поради неисполнетите обврски. Председателот на клубот и неговите соработници и покрај нивното инсистирање да разговарат за целата ситуација со градоначалникот и представниците од Сојузот на спортовите, до таа средба сепак не дојде. Тоа, како што ни рекоа, остава сомнеш дека тие немаат намера да ги решат проблемите на оваа изворена генерација, а се работи за средства кои им се ветени, а не се реализирани. Што ќе се случи во наредниот период, во овој момент е неблагодарно да се прогнозира, но ситуацијата е загрижувачка. Дали оваа генерација ќе продолжи понатаму да му носи големи успеси на градот или не, ќе се знае многу брзо, бидејќи првенството започнува за 1 месец. На крајот на потек е сега градоначалникот и Сојузот на спортовите, кои овој пат ќе треба ургентно да ја решат целата работа, во спротивно клубот згаснува.
Предводникот на македонската репрезентација и најдобар стрелец на мундијалот Кире Лазаров го заслужи признанието за најубав погодок на првенството. Светската ракометна федерација по завршувањето на мундијалот во Франција, на кој што триумфираше домакинот, ги избра 10 најдобри голови на овој собир, а честа да бидат број 1 на оваа листа имаат нашите ракометари. Одличната акција на македонските репрезентативци против Шпанија, која беше завршена со цепелин на Дејан Манасков и Кирил Лазаров, го доби приматот најдобра на 25-тиот планетарен собир. Ова е само еден гол на нашиот капитен Лазаров, кој со вкупно 50 беше прв стрелец на шампионатот. Македонскиот првак ЖРК Вардар запише уште една победа во главната фаза на женската ракометна лига на шампиони, а во Скопје беше совладан француски Мец со резултат 23-21. Вардар ќе го добија првото полувреме со резултат 13-11, а во вториот дел, иако има резултати како 16-11, 19-14 и 22-17, дозволија Мец да си овозможи неизвестна завршница и да се бори за бодови на ова гостување. На почетокот на 58-та минута Мец преку Глаузер намали на 22-21, но за среќа на Вардар следуваа неколку промашувања, по кои дојде и голот на Лекич за конечни 23-21. Со оваа победа, македонскиот шампион останува на првото место во групата 1, каде има 2 бода повеќе од Будимпешта. Дамјановиќ со 5 и Лакребер со 4 гола беа најефикасни во редовите на нашиот представник, додека кај Мец Гроз го заврши над преварот со 5 гола. Металург влезе како апсолутен аутсайдер во дуелот од Сеха со унгарскиот гигант Веспрем, па на крајот и воопшто не треба да чуди што младиот тим предводен од Лино Червар доживеа доста висок пораст на тешкото гостување. Веспрем славеше со преубедливи 33-21 пред својата домашна публика, а прашањето околу победникот беше решено уште во првите 30 минути. Унгарците сега се зацврстија на второто место на табелата со 38 освоени бода, 3 помалку од Вардар, додека Металург остана во долниот дел на табелата со 10 бодови. Единствена позитивна вест за Металург и Червар е тоа што на овој меч се врати повредениот Филип Кузмановски, кој всушност беше и најсветла точка во поразениот тим со 5 постигнати гола. Барселона и Монако се двата тима кои први сезонова стигнаа до 100 погодоци. Леброн Джеймс со нов рекорд, вести од меѓународен спорт. Леброн Джеймс на дуелот против Њујорк, кој Кливленд го доби со 111-104. Стана најмладиот играч во НБА историјата со постигнати 28.000 поени во кариерата. Джеймс над преварот го заврши со 32 поени, 5 скокови и 10 асистенции. Сан Антонио славеше во дуелот со Денвер 121-97, а тренерот Грег Поповиќ ја запише историската 1128 победа и стана тренер со најмногу победи на клупата на еден тим. Сакраменто во драматичен меч по едно продолжение го совлада Голден Стейт со 109-106. Демаркус Казинс го предводеше Сакраменто со 32 поени, додека кај Голден Стейт кој го запише 8-миот пораз во сезоната. Најефикасен беше Стеф Кари со 35 поени. Мајами против Филаделфија ја продолжи победничката низа и е третиот тим, по Хјустон и Голден Стейт, кој сезонава остварил најмалку 10 победи во низа. Екипите на Барселона и Монако се двата најефикасни во Европа сезонава. Овие два клуба се први кои стигнаа до бројката од 100 дадени голови. Интересно е што Барса и Монако се точно на бројката од 100 погодоци во сите надпреварувања. Каталонскиот гигант прв стигна до стотката. Барса даде 3 гола во дуелот против Атлетик Билбао и тоа беше доволно за 100. Неколку часа подоцна Монако со 3:0 ја победи Ница во меч кој се најавуваше како дерби во Франција. На оваа листа во топ 5 лигите следува Реал Мадрид со 98 голови, а далеку потоа се Арсенал со 83, Пари Сен-Жермен со 79, Манчестер Сити со 75 и Севилја со 69. Завршија 2 меча од првото коло од Дејвис Купот, кој се играа во Австралија и Јапонија. Австралија со 4:1 ја победи Чешка, додека Франција беше подобра на гостувањето кај Јапонија со истиот резултат. Пласман во следната фаза веќе имаат обезбедено Србија и САД, кои водат со 3:0 против Русија, односно Швајцарија.
но со сончеви периоди и со појава на магла. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. До тогаш останете на К3 и имајте пријатно попладне.